Бројките за заболени од COVID-19 и натаму се високи, што значи и дека голем дел од граѓаните и натаму се соочуваат со респираторни проблеми. Но од денеска и здравите и болните можат да здивнат од втората тема, која доминираше во јавниот простор. Власта и опозицијата конечно се договорија. Избори ќе има на 15 јули. За да се стигне до овој датум, власта неколку пати во изминатите месеци се откажуваше од своите црвени линии, упатени кон опозицијата. Според лидерот на владеачката СДСМ Зоран Заев, не станува збор за попуштање, туку за одговорност. За нашата земја мораме да си ги спасиме државата и народот од каков било ризик од дополнително влошување на ситуацијата. Поголема криза од ова нема да може да издржиме со техничка влада и без парламент. Ова мора да заврши и знам дека преку глава му е на секој граѓанин од партиските игри и од фамозниот датум за избори. Ајде, време е ова да го расчистиме. Ние, јас и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преземаме чекор за да им олесниме на сите граѓани веднаш да заврши оваа игра на нерви од која најмногу страда народот. Се знае кој во минатото бил најодговорен пред народот и државата. Така и овој пат СДСМ ја покажува својата големина, разбирање и одговорност. За да не страда народот и за да им се овозможи на Мицковски и на ВМРО ДПМН на дело да ја покажат својата одговорност. Го заклучуваме 15 јули како конечен, последен и единствен датум за избори на кој гарантирано ќе учествува опозицијата. Според лидерот на СДСМ, условите кои јавно ги декларираше ВМРО ДПМН, почетокот на наблюдувачката мисија на ОПСЕ да биде од првиот ден на кампањата и да има посебни протоколи за гласањето, веќе биле исполнети. Деталите за кои разговарал со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски се други подробности. Бидејќи 15 јули е среда, договориле денот да биде неработен. Ке се гласа 2 часа подоцна од вообичаеното, до 21 часот наместо до 19. На 14 и 13 ќе гласаат изнемоштените, вклучувајќи ги оние кои се заразени со COVID-19. Мицковски сепак инсистира дека се согласил на избори, затоа што токму сега ги договориле деталите за мисијата на ОПСЕ и за здравствените протоколи. Својот став го образложи доцна вечерва по состанокот на Централниот комитет на партијата. Во овој период се водев од две основни работи. Тоа е заштитата на здравјето на граѓаните и заштита на волјата на граѓаните. И двата услови од страна на Заев и СДСМ конечно се прифатени. Прифатено е да има протоколи за заштита на здравјето на граѓаните на денот на избори, поточно, ранливите категории на граѓани да гласаат на изборите од дома, правила кои досега не беа прифатени, како и мисија на ОПСЕ и ОДИХР, чија основна задача ќе биде заштита на волјата на граѓаните. Дали ова лесна одлука? Одговорот е секако не. Имавме две опции. Да одиме на избори во редовниот рок, државата ќе продолжеше да тоне. И во декември веќе и немаше да биде важно кој ќе биде во владата, затоа што се можеше да биде загубено. Државата тоне, а граѓаните страдаат. Или сега во овие сложени околности да тропнеме на маса и да кажеме дека време е за промени и тоа време е за промени сега. Имаме обврска кон државата и сите нејзини граѓани да го поразиме ова раководство на СДСМ и Зоран Заев и да го поразиме веднаш. Кој е победник, а кој е губитник од компромисниот датум е прашање што му го поставивме на универзитетскиот професор и аналитичар Сефер Тахири. Според него, блага предност ќе има власта, бидејќи COVID-19 и топлото време најверојатно ќе значат помала излезност на оние гласачи кои немаат директен интерес да гласаат. Kjo datë ka përparësit, por edhe mangësit e veta. Konsideroj që në rast të parë dalja masive do të jetë vendimtare
Pra sa do të ketë dalje apo jehon të qytetarëve në votime, përkatësisht cili do të jetë numri i zgjedhësve të cilët edhe përkundër motit i cili do të jetë i nxehtë, edhe përkundër kushteve dhe rrethanave të reja me virusin Covid do të përcaktohen për të dalë në zgjedhje. Nëse dalja në zgjedhje pra do të jetë në shifrat 50%, pra dalja e plotë e qytetarëve, konsideroj se në këtë rast përparësia i ngel pushtetit për shkak se ne dim që një pjesë e madhe e votuesve në Maqedoni fatkeqësisht janë klientelistë dhe vota klienteliste, sidomos në proceset e fundit zgjedhore, përcakton se kush do të jetë fituesi i zgjedhjeve. Тахири вели дека излезноста исто ќе влијае во политичкиот кампус на македонците и на албанците. Иако мисли дека и владеачките и опозицијските партии добиваат еднакви шанси за надпревар, смета дека во моментов власта има блага предност за победа на 15 јули. Përkatësisht konsideroj që LSDM-ja pavarësisht dështimeve apo pavarësisht mos realizimit të disa përcaktimeve programore, sidomos sa i përket sistemit të drejtësisë, hyn në këto zgjedhje me një letër apo me një poentim të fuqishëm sa i përket procesit të integrimeve europiane, me që ne tani më jemi vend antar i NATO-s, jemi në një farë mënyre vend i cili do t'i filloj negociatat me Bashkimin Evropian në mënyrë konkrete, pra do të hapen kapitujt për bisedim apo negociata me Bashkimin Evropian, dhe këto janë dy momente të cilat mendoj që pushteti do të tentoj që t'i kapitalizoj. Në anën tjetër, pavarësisht ndikimit të krizës virusit COVID-19 ka pasur disa rezultate të cilat mund të them që janë shënuar në sferën ekonomike, natyrisht mund të themi që janë të shkëlqyeshme, por ka pasur një rritje të shkallëzuar të pagave në fushën e arsimit, në fushën e kulturës, në fushën e shkencës, në sektorin publik pra të këtyre veprimtarive, dhe mendoj që këto janë rezultate të cilat nuk duhet të mohohen. Konsideroj që ajo që ekziston në realitetin faktik dhe që opozita do të tentoj që të poentoj është mos funksionimi i sistemit të drejtësisë. За постигнатиот договор да се реализира, сепак ќе треба да се направат уште неколку чекори, меѓу кои и уште една одлука од председателот Стево Пендаровски за продолжување на вонредната состојба, за онолку дена, колку што ќе биде потребно. Со оглед на фактот дека Пендаровски веќе го поздрави договорот, а на честитките се приклучија и представници на меѓународни институции, се чини дека она што преостанува се формалности.